да најдеме некој консензус за тоа што тоа е прашањето кое што сите нас не засега. И верувам дека сите ние како млади политички подмладаци имаме иста цел. Да помогнеме за утре да има една европска иднина овде, една подобра иднина, младите да ја гледат иднината овде, да светне она светло во тунелот кој што сега го нема, да се трне таа изолација на земјата која што сега моментално се наоѓа. Која изолација? Изолација. Ние сме Северна Кореја на Балканот. Тоа сме ние сме слепо црево на Балканот. Ние 2005 година бевме водечка сила. Црна Гора не постоеше како држава. Албанија се регенерираше од само да се докажам. Да, поле. Албанија се регенерираше од режимот на Енвер Хоџа, на кој што другарите од левица положија свеќе на неговиот гроб. Ние бевме водечка сила за каде? 2006 година доаѓа ВМРО ДПМН, апсолутна изолација, нема никаде. Визната либерализација за ЕУ се случува во време на ВМРО ДПМН. Петар, ти можеше да играш кошарка со многу подобри услови поради таа визна либерализација која што донесе владата на ВМРО ДПМН. Пак се задржуваме на темата. Првата позитивна препорака за покана во НАТО беше во времето на ВМРО ДПМН. Првиот позитивен извештај за отпочнување, првиот позитивен извештај за отпочнување на пристапните преговори со Европската унија беше во време на таа влада на ВМРО ДПМН. Го прочитавте ли? Го прочитав. И што има да ја кажете на тоа? Многу подобар од сите ваши извештаи. Добро. Пак се задржуваме на темата која што е врзано со надворска реалност. Исклучително со европските интеграции, исклучително со нашата надворишна политика и така натаму. Ја се наведам на таа тема, ќе одам и на другите. Сега ме интересира. Сакам да имам како размислувате заради тоа што вие велите вашиот извештај. Зашто го гледате дека тој нивни извештај? Зашто тој не извештај за Македонија? Така е за Македонија, точно. Но беше изготвено во време кога одредена политичка структура раководеше со оваа држава. И со нападот, односно јас би го нарекол и навредата дека со доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН во 2006 Македонија била ставена. Тоа е извештајот кој го доби Македонија за времето кога вие бевте на власт. На друга работа алудирав. Сакам да кажам дека треба да учиме политики вербално да партијата да не ја ставиме на државата. Знам дека сите ќе разберат што сакам да мислиме, само да го минеме на кажам, алудирав на моментот, извини Андреј, алудирав дека во 2006 колегата од Социјалдемократскиот сојуз кажа дека во 2006 ние кога сме дошле сме ја ставиле оваа држава во изолација. Тоа што сакав да го алудирам е дека првите позитивни сигнали за нашата интеграција се случуваат во тој период. И тоа е фактот. Сите ги набрав трите работи кои што сметам се дека се најмерливите резултати што се постигнати во нашиот процес на интеграција. Што зборувате, каква интеграција? Значи не сме никаде во процесот на евроинтеграција, а вашите две партии се на власт константно. Затоа што константно се на власт. Поентата што ја давав. Си бил студент во странство, така? Во западна земја, но тоа нема да го дискутираме. Сега Петар играл. Може да го дискутираме, не е проблем. Петар играл кошарка во странство, јас сум студирал исто така во странство. Дали вие знаете пред 2009 како се стигаше на запад? Како се чекаше пред странски амбасади со сати за да може да добиеме виза, за да можеме да отпатуваме таму? Дали знаете сега како денеска можете да стигнете за 2 сата, за 2 часа во било кој европски, во било кој европски главен град. Вие од трошки правите дека златници сте донеле. Значи какви визи, какви бакрачи луѓе, никакво поместување во однос на евроинтеграциите. Мислам дека многу грешно, тезата дека е трошка и многу опасно ваква теза да се изнесува на национален медиум на програма во живо. И затоа што немате со што да се пофалите пред јавноста, зборувате за некои минорни концесии кои што сте ги добили од Европската унија. Точно кога кажа дека не работиме ништо кон реформите, ти кажав 2 примери на закони согласно реформската агенда кои што ги работиме и треба да влезат за мене за евроинтеграција. А поентата е сега ние да разговараме, не само да разговараме за европските интеграции. Да, важно е. Ама ние постојано разговараме за европските интеграции, кои што се постојано. Која мислите дека е поважна тема во моментот што треба да ја разговараме? Мислам дека треба да зборуваме за каков систем сака да функционира во Македонија. Со интерните реформи. Ајде да зборуваме за тоа. Како мислите дека треба имаме гори помалку или повеќе? Ви кажав дека вие ќе водите дебата, само ќе модерираме. Сакам да видиме кои теми ви се важни бидејќи и тоа дава една слика за вас. Кој е најголемиот проблем? Еве, вие, Памила, зошто институциите се уште троми, превработени, неефикасни и граѓаните се жалат? Значи, овде има еден куп работи за кои што може да отвориме теми, од партиски вработувања до начинот на кој што овој систем се финансира, политичките партии како се финансираат, кој стои позади тоа.
реалноста е дека во Македонија една шака луѓе живеат многу подобро и ја доживуваат и правдата и судството на нивна страна и државата на нивна страна, за разлика од остатокот од луѓето во Македонија. Сите живеат лошо, сите сакаат да си одат од оваа држава, само во изминатива година и пол, сега ни ми текнува временскиот 14.500 луѓе си имаат отидено, цела струга си има отидено од Македонија. Затоа што само една мала група на луѓе, многу богата, со енормни привилегии, со енормни политички врски во оваа држава функционираат добро. И тие ги финансираат и политичките кампањи, и тие ги добиваат работите кои што ги сакаат тендери и така натаму. Се додека тие конекции се уште постојат во нашата држава, се додека се уште се е така исповрзано, како да не се изразам лошо. То ние како држава нема да можеме еден чекор напред да направиме, затоа што државата у старт не ги служи граѓаните, туку ги служи таа шака на луѓе. Служат многу, значи го детектирате проблемот, така, симптомите ги кажувате. Кој е лекот според вас? Лекот или што прави да речеме прво вие лично, што мислите дека е лекот? Лекот се конкретни закони со кои што може да ви работи. Закони за потекло на имот. Добро. Сега извинам, сакам да влеземе во да. Викат, Македонија има супер закон и тоа не е никаков проблем. Проблем е што тие закони не се спроведуваат како што треба. Немаме закон за потекло на имот. Немаме закон. Правниците велат дека и постоечкиве закони, ако се скомбинираат правилно, дека може да се одговара за тоа. Не викам дека е така или не е така, кажам кој е на пелата одговора. Мислам дека поконцизно ќе биде доколку имаме само закон за потекло на имот, мисле друга. Тоа е една работа. И вистина е тоа и што вие го кажувате. Еве конкретно затоа што ве следам вас во последно време за животна средина доста зборувате и снимате дури на Академијата за јавни политики при ИФЕС, вие ни ги покажувавте видеата и така натаму. Имаме ни еден куп закони за екологија кои што не се спроведуваат и така натаму. Не може тоа јас лично мислам дека е заради тоа што некој се штити во оваа работа и затоа не се применуваат овие закони. Има привилегирани во општеството. Или што велат дека законите не важат исто за сите. Апсолутно е тоа точно. Апсолутно е тоа точно. Има една каста во Македонија која што профитира од тоа, живее многу убаво, а другите се гушат во нашите градови, реки, гледаат како што побрзо да си отидат од Македонија и да го најдат едноставно спасот. Ние сме тука сега за да ги решиме овие работи. Добро. Само ако може на поента, дека ја спомнавте работата за екологијата што Александар ја спроведува, само да ве прашам, кога почна не само екологија, меѓутоа екологија е една од главните точки, чистота и така натаму. Однош кон нашата. Една од највпечатливите работи беше што кога ги разговаравте темите за Скопје, имаше многу отворен пристап од градоначалникот на Скопје, дојдовте, снимивте едно видео заедно и градоначалникот Орце Георгиевски се заложи дека се што лоциравте како проблеми ќе се сработи да се подобри. Дали таа иницијатива ја поздравувате? Иницијативата на градоначалникот да си работи својата работа, апсолутно го поздравам градоначалникот да си работи својата работа. Тоа не треба да ми биде мене критериум за градоначалник, тоа е неговата основна функција ако му дадеме сега што треба да работи градоначалникот, првата работа треба да му биде чисти континери. Не знам како да ви објаснам. Вие сте го гледале видеото? И сега вие на тоа знаете кои проблеми таму се обележани како проблематични. Сега нема да се сетам го пред некој време беше. Ali ве повикам да го изгледате и да ги поминете тие локации и сами да го донесете судот. Да. Зошто? Се беа споменети законите. Само да се надоврзам, денеска баш возев по партизанска наваму, континерите беа чисти. Еве на враќање може заедно ќе приметиме, ќе се направиме партизанска тоа. Дај Боже сите да бидат чисти, а турта ќе ве частам. Може да се надоврзам. Да, повелете, да. Доколку мене би ме прашале во каков систем сакам да живеам и во каква насока треба да се развива Македонија, нема да користам како моите колеги партиска реторика, ова не е добро, тоа треба да се направи, ќе биде, нема да биде. Лично ќе ви одговорам. Првенствено, како правник, би сакала, иако формално Македонија е правна држава, но би сакала сите граѓани кои што живеат во Македонија без разлика на нивната етничка припадност да го почитуваат уставот и да ги почитуваат законите. Тоа е првото нешто кон успешен систем. Иако звучи премногу утопистички, но ниедна држава нема совршен систем.
Втор сегмент кој што би сакала да се осврнам првенствено исто како млад човек и лично зборам, е тоа што секоја генерација си носи своје обележја и своји елементи. Ние како млади луѓе кои што живееме во време на брзи промени, на технологија, на дигитализација, би сакала Македонија да земе пример од Естонија во насока на дигитализација, бидејќи таму од вадење на лична карта возачка до регистрирање на фирма може процесот да се заврши за 5 минути по електронски пат. Би сакала Македонија да ја видам како Данска по квалитетот на живот и како Словенија по начинот и темпото на раст и развој на државата. Но тоа единствено ќе можеме да го направиме со честно работење и со сериозно знаење и сериозни напори. Потоа, сметам дека Македонија има многу неискористен потенцијал, неискористено природно богатство. Македонија, прочитав пред скоро време дека 80% од државата е составена од ридско-планински релиеф. Зошто нашите граѓани да одат, например, зимно време на туристички места во соседните земји, кога ние можеме да го изградиме тоа тука, плюс тоа се капитални инвестиции, ќе привлечеме, ќе бидеме атрактивни за туристите и ќе добиеме на економскиот раст и развој. Имаме плодна почва, погодна за земјоделие. Значи ние сме мала држава која што може сама да биде самоодржлива, сама да напредува и така чистејќи си го на некој начин сопствениот двор, можеби па и другите ќе не сватат од страна посериозно. Ајде вака. И извини. И само да довршам. Совршениот систем во кој што би сакала Македонија да го има еден ден и да се развива е ќе бидам брутално искрена, па и промена на моменталните политички актери. Бидејќи цело време ги гледаме и по дебати, по емисии, така натаму, исти луѓе. Ако не се на функција, ќе се на друга функција. Би сакала еден ден, сите млади луѓе... Еден пример дека се менуваме и ние. Да, и да видат граѓаните дека ние размислуваме на поинаков начин. Но тоа не значи дека старите политичари се лоши политичари, а ние дека младите политичари ќе сме подобри само заради тоа што сме млади. Сметам дека треба да има една фузија на кадри од постарите, поискусните и нас помладите. Добро, и ако имате реплики, повелете по тоа се доврзам. Дека се сложувам делумно, дека има потреба за промена, и дека ние имаме сила да ги промениме работите, но имаме сила да ги промениме работите доколку би ги смениле партиите од изминатите 35 години. Значи, едното исто ти да го правиш 35 години и да очекуваш различен резултат, тоа имаше и еден. Добра, Левица беше во град Скопје, така имаше директори и така натаму. Кажете ми според вас, која предност или кој начин на владење го донеса за разлика од овие другите партии што видите дека 35 години? Што ново понес? Ме интересира вие што размислувате. Вие самите можете да видите како функционираше културно-информативниот центар. Значи тоа беше институција во тотална руина. После доаѓањето на Тони во културно-информативниот центар имаше редовни настани и случувања и така натаму. Тоа беше една успешна приказна со раководење на една институција од страна на Левица. Добро. Но сепак станува збор за една многу мала група на советници во град Скопје и така натаму. И ние имаме уште многу долго време за да се докажуваме што како можеме и така натаму и ќе се докажуваме. Но дека суштински потребно е да се сменат политичките актери во Република Македонија, апсолутно. Затоа што, пак ќе кажам, не може 35 години истите избори, а да очекуваме различни. Сака да кажете дека тој што ги создал проблемите не може да ги реши. Да се надоврзам со Мила, видете, секоја генерација има и добри и лоши политичари. Ние треба да гледаме, тргнеме сами по себе тоа. Зошто ние, например, место овде, што е жалосно, непримерно, наместо да сме толку закрвени меѓу нас, чисто да предложаме една иницијатива, зашто подмладоците од сите политички субјекти да организираме на чело со тебе, Александар, една акција за чистење заедно да спроведеме. Мислам дека ние сме тие политички активисти кои што треба да оставаме, да бидеме репер кај младите и пример и така да ја покренеме таа, да ја подигнеме таа колективна свест за оние понатаму да ни се приклучат во решавањето на заедничките одлуки. Така да мислам дека тоа ќе биде едно
инклузивно чистење и дека може само добро да придонесе. Добра идеја, на колективната слика. Иницијативата одлична, само да во однос на ова да кажам, ние како Унија на млади сили со години организираме еколошки активности, сите се навремено најавени, сите сте добре дојдени да дојдете да се приклучите, да помогнеме во општество и да придонесеме, но еве сакав нешто да кажам дека се повторува тезата дека никој ништо не прави, никој ништо не прави, никој ништо не прави. Мила ме потсети на многу добра работа, а тоа е дека Мила ја спомна Естонија и дигиталната трансформација на Естонија. Согласно доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, се формираше Министерство за дигитална трансформација кое што креираше еден веб портал кој што се вика e-услуги. Односно, процеси кои што беа според еден извештај на Европската комисија, чинам беше од 2019, наведени како Digital Stone Age, се дигитализира. Односно, вадењето на државјанство, кое што Петар ти како професионален спортист, а ја порано како младински спортист беше знаеме, чекање во долги редици и така натаму, вадење книга, извод од книга на родени, посмртница и така натаму, сега се сите достапни со 2 клика како што кажа Мила онлайн. Дали ќе се согласиме дека ова е нешто направено во позитивна насока? Пак ќе кажам дека вие се радувате на трошки, не знам како да ви кажам. Тоа не е есенска козметика. Че велите ништо, како есенска козметика. Кој Еди Рама, кој ги свени фасадите у Тирана и сега сите викаат дека не знам каде се наоѓа. Проблемот главен на нашата политичка сцена не е тоа што ништо не се работи, туку кога што ништо ќе се работи, никој тоа не сака да го пофали. Кога е веќе објективно за пофалба, 33 години ништо не било направено, вие велите дека тоа е трошка. Ќе имаше реални резултати во Еве начинот Естонија да ја земеме за пример. Естонија да ја земеме за пример. Естонија тие услуги ги има достапни онлайн од 2011 година. Добро. Ние до 2013 година бевме лидери во регионот во дигиталните промени. Во 2013 тој процес прекина од одредени причини, нема да ги коментирам тие, за да чека 11 години да се реактивира во 2024 година со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт. И денеска збориме за изолација, а ВМРО ДПМН е лидерот на македонската дигитализација. Која Не, видете. Уште преку 200 услуги. Немојте да мешате. Никој ништо не меша. Збориме за мерки. Вие ги зимате некои трошки кои што сте Каква трошка ве молам? Ве молам каква трошка? И треба да решавате за многу конкретни прашања. Значи, анализираме, видиме дека нешто што е од суштински интерес за граѓаните, што многу спасува на време. Добро, Тодор сака да каже дека не е тресца за критика, дека нешто се направило, дека тоа треба да се означи. Добре, тука може да се согласиме сите. И тоа е нашата политичка незрелост, устави. Дека не можеме нешто што е добро да го признаеме. Да, нека не треба само се критикува, кој ќе треба да се пофали без разлика која власт и така натаму. А сакам да ве прашам што мислите за начинот, пошто гледаме дека довербата на граѓаните во политичките партии, тоа се гледа и преку излезноста на изборите, се намалува генерално. Колку за тоа мислите дека е проблем и начинот на кој што политичарите комуницираат меѓу себе и како се однесуваат, да речеме, со јавноста? Го споминавте интервјуто, видеото со Орца Ѓорѓиевски, каде што градоначалникот на лице место излезе, директно дојде 2 часа скоро траеше и тоа е за пофалба еден нов однос на новинар со градоначалник директно во проблемите. Меѓутоа, кога ги гледаме пресконференциите на вашите политички партии, едноставно со многу навредлив вокабулар се однесувате едни со други. Не знам дали приметувате на тие пресконференции кои што се секој ден веќе граѓаните државата понекогаш не се ни споменува воопште. Се користат зборови како, не знам, предавници, изроди на македонскиот род, потоа мекотели, глодари, не знам што не се наслушам. Дали мислите дека тоа уште повеќе прави граѓаните да се одлепат од политичарите? Дали мислите како млади политичари мислите дека треба и наративот некако да се минува на поинаков начин да се пренесуваат пораките до граѓаните? Искрено ве прашам, мислам дека не е тешко прашање. Мислам дека суштината на зашто тој однос постои во Македонија е затоа што работите стигна до дното стигна работите. Андреј Левица е трейлблейзерот на тој однос во оваа држава. Апсолутно не. Левица е резултатот на вашите покварени политики кои што ги имате водено 35 години. Ме интересира сите што мислите за ова прашање. Затоа што во 35 години истите луѓе, истите избори и никакви резултати и народот се повеќе тоне во економска беда
се полоши и поголема е сиромаштијата во Македонија, луѓето се повеќе се иселуваат и кога имаме такви сериозни услови, кога најбогатите се уште побогати, а сиромашните уште посиромашни, нормално дека тој ќе биде вокабуларот, затоа што граѓаните очигледно не можат преку нивните политичари да комуницираат, затоа што граѓаните ги бираат нивните политичари. Не зборувам за вокабуларот на политичарите, а после ќе ви кажам на крај зашто мислам дека ова многу важно. Па врзани се тие две работи едно со друго, затоа што не може да имаме ние такви услови, таква две Македонии имаме ние. Ние имаме богата и сиромашна Македонија. Сиромашната Македонија и богатата Македонија никогаш нема да се договорат за нешто, затоа што богатата Македонија ги врзана со политиката, а сиромашната Македонија само гледа како никој ништо не прави околу состојбите. Да, може да сите ве молам. Чекај, ајде да ми дадеме на милот. Благодарам. Секако дека сметам дека треба да се сменат првенствено наративите на политичките партии, да не се препукуваме и да не се напаѓаме. Говорите и настапите на политичарите и нешто ќе се надоврзам од мое лично искуство. Бидејќи јас сум член на Совет на општина Куманово и по многу мои излагања во рамки на Советот, првото мое излагање беше да не навлегувам во тоа, каде што објаснував за криминалитет, цитирав членови, закони и така натаму. Тоа мене ми помина ужасно. Втор мој јавен говор, јавен настап во рамки на Советот, беше насочено кон асфалтирање на улици во руралните средини во Кумановско. Тој настап мене ми помина одлично. Заради тоа што граѓаните денеска во Македонија во 21 век се соочуваат со недостаток на елементарни услови за живот. И граѓаните очекуваат од нас, и ние сме политичари, млади политичари. Еве, јас сум нели изберена на локални избори. Очекуваат од нас не ние да паметуваме, да им раскажуваме приказни, да им цитираме мудри мисли, туку очекуваат реално да се позанимаваме со нивните проблеми. Така што сметам дека ние првенствено младите треба се водиме од една проста реченица, тоа е помалку зборови, повеќе дела. Добро, ајде стиги вас. Согласувам. Видете, да дадам контекст, извини пред да почнем. Се извинувам, да дадам малце контекст зашто мислам дека ова е важно, чисто да го насочам одговорот, се извинувам што ја прекинав. Затоа што мислам дека кога политичарите, поготово лидерите на политичките партии меѓу себе ќе се обраќаат без почит, кои ќе се споредуваат политичкиот опонент со животно, или кога ќе се каже дека тој е предавник затоа што не ќе во Европска унија, дека тоа е веле предавство едно друго, значи едноставно тој наратив кога е меѓу политичките лидери, тоа се пренесува и врз граѓаните. Потоа граѓаните многу полесно гледате на социјалните мрежи што се случува, како се судат луѓето, како се навредуваат едни од други. Делот тие што ги познаат овие работи велат дека од врвот доаѓа тоа. Затоа мислам дека е потребно тоа да се минува. Ме интересира вие што е мое мислење, може да не сум во право, меѓутоа што мислите вие за тоа? Претпоставувам дека сите во оваа просторија сме биле некоја мета на политички напад. Ќе почнам од себе, сум бил. Добро. Сум бил нарекуван многу погрдни зборови и сметам дека генерално политичката атмосфера што имаме во оваа држава моментално е многу наелектризирана и сметам дека во општи интерес, државен интерес ќе биде работите да се смират. Но би сакал да му реплицирам на Андре. Сите епитети што ги кажавте на почетокот, не се нималку толку погрдни колку епитетите што ги користите вие како политички ентитет. Сега да кажете дека тоа е потребно во моментот, не, тоа е само вулгаризација на нашиот политички простор. Ако гледаме, мислам дека не постои развиена земја каде што такви политики и таков вокабулар преовладува. Мислам дека нашата дискусија треба да биде базирана на конструктивна дебата, на аргументи, на кој што направил, што јас сметам дека денеска дојдов во ова студио со аргументи и со проектите што има нашата држава, што има нашата влада последниве 2 години направено. Мислам дека нашата дебата не треба да биде надали се тоа трошки или дали е тоа ништо богата сиромашна Македонија или што и да е, туку треба да збориме за проекти. Треба да збориме за мерки, треба да збориме за реформи. Сега разговараме за неголемиот проект, како сите да ја почитуваме Македонија и како сите да имаме консензус. Тој е проект на проектите. Многу поголем проект од нешто друго што ќе се согласите мислам така. Апсолутно. Повеле и Андре имам потоа прашање. Апсолутно се согласувам, да. Видете, таа апатија која што е создадена е таа право пропорционална со довербата.
заради неисполнети ветувања се создава таа апатија. И генерално луѓето се тргаат од политиката и тој вокабулар воопшто кој што се користи претежно од ботовите на ВМРО. Не, ај вака сега дали се тоа само се извинувам малку. Дали мислите, значи го правите тоа за кој што велам сега дека треба да се бориме. Дали мислите кога лидерот да речеме на СДСМ ќе го обвини да речеме премиерот или друг некој политичар дека тој е за велепредавство. На велепредавниците знаете што им правеле. Ги беселе порано. Сакам да кажам дали е тој начин на кој што треба да се дискутира. Ние не го иницииравме тој начин на дискутирање. Не е битно дали вие мислите дека тој треба да биде или не треба да биде. Кај нас младите не, кај нас младите не. Ние треба да сме автентични и различни. Благодарам. Одлично. Тоа сакам да го добиам. Да бидете подобри една некој. Едноставно, да. Но во услови кога има, како што рече колегата, ВМРО-ски ботови кои што заокружуваат, кои што коментираат, кои што прават хаос на социјалните медиуми во тој општествен простор. Значи како од наша страна нема да реагираме, но до кога нема да реагираш на такви? Ова дека мојата партија беше тука прозвана, ќе се земам за одговорност да реплицирам. Очигледно за се криви во маромските ботови, но ако направиме една споредбена анализа, тие навреди што членовите и представниците на нашата влада ја добиваат последниве 2 години се неспоредливи со било што претходно. А социјалните мрежи не постојат од вчера. Не сакам да политизирам некои теми. Политизирате од преска, во моровски ботови. Политизирам некои теми. Мамо политизирате од преска. Мислам смешно. Вие го насочивте дека веѓањето потекнува од левица. Мислам најголемите навреди потекнуваат токму од вас. Андре, дали да речеме има луѓе или профили да речеме на социјалните мрежи или групи или си ги знаете вие точно кои сте, дали мислите дека не се дел од овој проблем сега што го детектираме? Каде што со тешки навреди и со клевети се користат кон други политичари и кон граѓани, кон неистомисленици. Јас можам да зборам за себе си. Лично ви кажувам, мислам потекнуваат од политичка структура, знаете зашто ви зборам. Да, и ги имам искуствено сите тие, сум бил заокружуван од коментари и така натаму до прашањето ми дали вие како млади внатре во партијата се борите да кажете дечке не иде вака да се навредуваат луѓе, да се омаловажуваат и така натаму. Дали има интерна таква нека дебата? Тоа не е нашиот вокабулар. Многу полоше. Не согласувам воопшто, не треба да биде тоа тема на нас младите. Ние треба да речеме Како не треба да биде темата дигање на нивото на политичка комуникација? Не, воопшто тоа треба да се подразбира само по себе, тоа сакам да го кажам. Дека тоа воопшто не треба да биде тема, ние треба да видиме суштински како ние младите можеме да придонесеме за подобар живот на младите тука. Од тука ние треба да тренеме, за тоа треба да се злагаме, за тоа сме и денеска овде. Ние овде денеска треба да наместо да се караме, треба да промовираме програми. Како можеме ние да помогнеме? Тоа е целта. За тоа зборуваме како може да помогнете квалитетот на политичка дискусија да биде на повисоко ниво. Така е, со нормален тон, со меѓусебна почит, мислам јас ги почитувам моите колеги кои што се тука без разлика, ние може да не се согласуваме за многу прашања. Може да не се согласуваме за многу прашања, меѓутоа ги почитувам, верувам дека сите сме овде за една иста цел, за подобри дни на утре овде. Така да тоа е единствениот начин. И кога секој ќе си тргне сам од себе. И кога што мислам некогаш и тие партиски тези треба да се тргнат на страна и да тргнеме сами од себе. Што ние внатрешно чувствуваме. Добро. И тоа што е охрабрувачки е што јас веќе долги години сум активен во младинската политика и имам запознаено млади од сите партии. Буквално и тоа повеќе луѓе од сите структури. Среќен сум што сите гледаат една подобри днина за Македонија, што сите се посветени кон тоа да работат. Суштински ќе биде како млади луѓе, како авангарда во општество, дека ние треба да бидеме главниот мотор на тоа движење. Како што уверен сум дека ние сме главните мотори внатре во нашите партиски структури, моторот и срцето на нашите партии, верувам дека и ние младите на промената на политичката дебата треба да бидеме. Но тоа почнува со крај на навредите. Добро, се согласуваме. Последно прашање, уствари ова е најголемото прашање. Правиме конечно консензус за нешто. Да, консензус, мислам одлично е тоа, мислам јас сум среќен и ви благодарам и за начинот на кој што дебатирате, навистина и убави работи може да се слушнат. Граѓаните ќе се согласат дека не се генерално задоволни што направи Македонија овие 35 години. Генерално, сега големата слика ја зборуваме и партии се тргнуваме на страна. Дали мислите дека е точна тезата дека практично македонците сами си го издадоа сонот да имаат модерна, богата држава на срекни граѓани, образовани, космополити и така натаму и така натаму. Бидејќи очигледно дека малце тешко ни одат и реформите, зборувам сега 35 години, другите држави малце напредна повеќе или помалце, се меревме со Словенија, па со Хрватска, па сега
ќе се да не испадне дека со Косово и со Босна ќе бидеме не дај Боже. Дали мислите дека генерално се погреши со начинот на кој што се водеше политиката овие 35 години, имајќи го предвид дека сте млади, дека не сте ни биле претпоставам ни родени кога се случувале некои процеси, но претпоставам како млади политичари дека сте читали и знаете што се случуваше. А кој сака нека почне, ќе го поминеме кругот. Извинувам што Не, само сакам да кажам дека во изминатите 35 години тоа се случи делумно заради тоа што се извинувам, ја се направив мовет, не ви зротирав, молам дојдете, заборев комплетно. Ако сакате може да дојдете. Мислам дека е окей. Ако сте окей, тогаш да продолжиме вака. Мислам дека изминатите 35 години навистина ни беше продаден филмот, ние постојано да чекаме од некого нешто. И така се градеа политиките изминатите 35 години. Наместо ние да погледнеме, како што зборев и на почетокот, навнатре и ние да работиме дома и да донесуваме политики во интерес на граѓаните. Пак ќе кажам, не во интерес на мала шака на луѓе, туку стварно во интерес на граѓаните. И се додека ние немаме консензус околу тоа, дека стварно ние треба да се фокусираме на внатрешните работи на Македонија, туку постојано некако гледаме на надвор и чекаме од надвор нешто да ни дојде, ние нема никаков прогрес да добиеме. И меѓу другото, јас мислам дека мислам дека во Македонија стварно постојат многу способни луѓе. Стварно многу способни луѓе, вредни, кои што сакаат да работат. За жал многумина од нив си одат од Македонија, се уште имаме таков кадар и ние можеме тоа да го искористиме. Така да кажете дека негативната селекција во кадри е една од главните проблеми што се. Апсолутно, партизацијата на институциите е една од најголемите проблеми на младите, ама и пошироко за функционалноста на јавната администрација и на институциите. Тоа не трае сега, тоа е стварно од многу одамна. И се во Југославија една партија не било толку испартизирано по фабрики, по институции колку што е сега во Македонија. Тоа сме плурално општество. И правиме муавет за тоа што не можат квалитетните кадри не само да се изнедрат, не само државно, зашто не е работата само државно да се работи, не може да се изнедрат квалитетните кадри заради партиските препреки кои што ги имаме во државата. Мајте, ви благодарам, повелим. Квалитетните кадри за жал или се отидени во некои други странски земји, или тие кои што останале тука и собрале храброст да останат тука, ќе завршат на начин кој што ние го дискутираме сега. Трнати на страна преку негативна селекција. Негативната селекција за жал постои, мислам дека сите ќе се сложите со мене тука, иако доаѓаме од различни политички партии. Постои во секоја партија, политичка партија, постои во секоја институција, постои во секое друштво. Како млади би сте бореле, како да се бориме со тоа? Еве, јас лично се борам против тоа. На кој начин? Многу похрабро и не се предавам, бидејќи имам визија за Македонија, бидејќи знам зашто сум влегла во политиката, иако претходно никогаш не ме интересирала политика, сум била скроз апатична, доаѓам од студентско собрание, каде што сум била претходно студентски активист и сум се вклучила во политиката со надеж дека можеби ќе променам нешто. Така што мислам дека токму сонот за слободна и за модерна Македонија не е изумрен, баш напротив сметам дека постои се уште во секој македонец. Добро. Да се надоврзам се. Значи ние ништо последен круг е така што во ред. Ние ништо не сме продале. Значи сонот е иднината, сонот е Европска Македонија, сонот е младите да останат овде. Затоа што верувам дека сите ние имаме по некој близок другар кој што заминал, ако не и повеќето. Имаме некој кој што не заминал. Да. Мајките си гледаат своите деца на Вибер и на FaceTime. Тоа е поразително. Сонот е иднината и ние треба да се стремиме како да го овозможиме подобра иднина за нас и за идните генерации. Така да сонот не е продаден, верувам дека сите заедно можеме да допринесеме еден голем принос да дадеме кон тоа и дека на крај ќе успееме да видиме Македонија во Европа. Благодарам. Пред да збориме за продавање на сонот, јас сметам дека многу е важно да збориме дека пред 35 години го исполнивме сонот, односно вековниот копнеж кој што за жал денес ни е оспоруван. Успеавме да го преточиме во една независна држава на европскиот континент. Да продадеш нешто, треба да го добиеш, ве разбирам. Не сметам дека е продаден сонот. Ако нешто сметам дека е најквалитетната
ако нешто сметам дека најквалитетната одлика на нас како народ, тоа е упорноста и страјноста да издржиме било каква перипетија и да ја надминеме било која ситуација. Македонија обстојува, Македонија ќе продолжи да се развива, секако под водство на оваа влада и сметам дека годините што аѓаат пред нас ќе бидат години на силен економски прогрес, на енергетска независност и генерално на посилна и постабилна Македонија, тоа што сме гледале во историјата. Добро, што би не го гледаме денес. Да, извинете. Не, нема проблем. Што би им порачале на младите? Активно да бидат вклучени во општествениот живот во Македонија. Сите да придонесуваме на свој начин, колку и да сакаме да ја градиме перцепцијата дека се е до политиката, се е и до нас. Тоа е двонасочно лице. Многу е важно да колку и политичкиот систем е продуктивен и ние како индивидуалци бидеме продуктивни во општество и ова почнува од многу мали работи, како што е да си го фрламе ѓубрето, да бидеме одговорни граѓани на оваа држава, да допринесуваме. Да бидеме промената која што сакаме да видиме општеството. Накратко може звучи како клише, но ако размислиме суштински тоа е вистината. Да. Добро, некој уште нешто да додаде? Тоа е тоа? Тоа е. Јас би им порачала исто така на младите да бидат упорни, храбри, да не се откажуваат. Младите кадри кои што се заминати од Македонија, не верувам дека ние ќе можеме да ги вратиме сите, но мислам дека наша задача е да успееме да ги задржиме младите кадри кои што останале тука. Така да во таа насока им ги охрабрувам младите и им препорачувам да не се откажуваат, да останат во Македонија, да живеат, да творат и да ја направиме Македонија подобро општество за сите, бидејќи најлесно е да се откажеме и најлесно е да се заминеме. Да, нема откажување, сигурно. Да, и да бидат бунтовни, да се борат против статус-квото, затоа што со големината на нивниот карактер они можат да ги срушат структурите кои што ја држат Македонија во ова. Добро, заедно можеме да направиме големи промени. Младите имаат таква една револуционерска енергија која што може многу да допринесе и заедно да направиме едни убави општествени промени. Добро, ви благодарам многу за учеството. Без разлика дали сега гледачите ќе се согласуваат со се што кажувавте вие, тоа што мене лично ми остави впечаток е што е секако позитивно дека сите вашите ставови, изговорики за Македонија, зборувавте со страст, не бевте летрагични и тоа мислам дека е прво нешто што треба да го имаме сите за да направиме промени. Ви честитам за тоа и ви благодарам, бидете различни и упорни. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам и едно посетување од 23 часот. Јовица Михайловски на Кавгас имаме навистина интересен подкаст, гледате го и тоа. Секако останете со програмата на Канал 5.